Почитувана председателка на комисијата, почитуван представник од Државната комисија за спречување на корупција, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е националната стратегија за борба против корупцијата и одма на почетокот да кажам дека на некој начин се стекнува впечаток дека оценката е реална. Сигурно нема поставена оценка, меѓутоа ако гледаме дека реализацијата на предвидените мерки е некаде околу 10%, нормално 10% од 100, тоа ви е единица. Значи, чиста единица во однос на борбата со корупцијата. И ова не случајно го кажав како почетна теза, затоа што оваа теза веќе еднаш ја користев, и тоа кога зборевме за извештајот на Европската Унија за напредокот на Република Македонија. Имено, кога ќе ги споредите овие два извештаја, и таму беше констатирано дека напредокот на Република Македонија во однос на Европската Унија, кој впрочем напредок треба да го прават истите овие министерства кои ги анализираме и кои се предмет на анализа во оваа стратегија, воопшто ништо не работат. Значи, не работат нити на домашната задача борба со криминал, корупција, ниту пак нешто работат во однос на евроинтеграциите. Таму имаше повеќе поглавија, нешто слично како и тука, и многу единици. Имаше и двојки, и ретко некаде тројка, четворка, ако се оценува од 1 до 6. Таму кој ќе се направеше некоја средна вредност, оценката ни беше 1.54, што во превод вака школски значи 1 плюс, значи единица, и таму понавлявме. Плюсот ни е ставен така од европски манири, европска висока дипломатија, да ти дадат некоја надеж дека можеби ако се стегнеш до година ќе бидеш подобар. Заеднички на овие две работи е тоа што реков имаме единица, непреодна оценка, и во суштина тоа значи изгубена година за Република Македонија и во однос на борбата со криминалот и корупцијата, како и во однос на евроинтеграциите. Впрочем, корупцијата стана некако доминантна тема и добро е да се разговара на оваа тема, затоа што на некој начин веќе и нашите пријатели од Европската Унија, имавме неколку извештаи од Европската канцеларија и високите представници на истата во Република Македонија, каде недвосмислено ни ставија на дознање дека со ваков систем, кој е екстремно подлежен на корупција и криминал, готово не можеме да мрднеме од нулта точка. Едноставно не можеме дури ни да збориме за евроинтеграција, затоа што нашата домашна работа во суштина не ни е завршена. Ова дојде како опомена, односно во низа извештаи на Стейт департментот, јасно укажа дека имаме сериозни сектори каде што борбата со корупцијата, борбата со криминалот едноставно стои во место. Немаме реална борба против корупцијата, генерално и перцепцијата на граѓаните останува дека таа е многу присутна и дека немаме механизми како да се бориме со корупцијата и криминалот во државата.
Ни беше соопштено дека во државата ќе стигне тим за борба со корупцијата, кој одблиску ќе ги детектира слабостите, проблемите, нешто што секојдневно го констатираме. Во својата работа морам да признам и Државната комисија за спречување на корупција истото го констатира, дека имаме многу слабости во оваа проблематика. Еден од најрелевантните извештаи, впрочем и представникот од ДКСК го спомна, Transparency International, сериозна институција која е специализирана за перцепција на корупција, односно за оценување на корупцијата во одредена држава, не рангира на високото 111 место, меѓу последните, ако не и последни во Европа, и многу таму во друштво со некои корумпирани африкански држави, така натаму и така натаму. Сето ова ни најмалку не е потребно на Република Македонија. Затоа што, ако сакаме да изградиме стабилно, одржливо, демократско општество, борбата со корупцијата не треба да биде поставена како тема, туку таа треба да биде процес во кој казливоста ќе биде јавна, ќе биде брза, ефикасна, и сите институции кои треба да ги има една современа држава мора да бидат во функција, односно да бидат ставени на располагање на државата. Наспроти тоа, ние имаме воспоставено во наводници демократски институции, имаме имаме поделба на власта, законодавна, извршна, судска, сите си имат своји надлежности, покрај другото и во однос на борбата против корупцијата и криминалот, меѓутоа како сите да затајуваат. Впрочем, и не е непознато дека во суштина ние имаме заробена држава од партиите на власт. Тие секогаш, што е најлошо, преку законите, овозможуваат узурпација на сите институции и на сите три власти. По собрање тоа може би најлегитимно, затоа што го имате секогаш 61 плюс, за да формирате влада, и тоа ви е некоја гаранција дека ќе ви поминат сите закони, ќе ви помине владата, ќе ви помине избор на јавен обвинител, на членови на судски совет, на советот на јавни обвинители. За жал ќе инсталирате партиски војници во регулаторни комисии, така натаму и така натаму, се што треба да покрие парламентот ќе покрие. И тоа се случува. И тоа немилосрдно, секојдневно, на очивет на македонската јавност и на меѓународната јавност. И воопшто не е за чудење што веќе перцепцијата за корупција и криминал нити дома, нити во странство не е табу тема. Едноставно, тоа е веќе одлика на македонското општество. Потврда на вториот дел, односно условно независната судска власт, дека е исто така во исти кош со власта, и тука да направиме една јасна дистинкција. Настрана 95% од судиите, од јавните обвинители, тие си терат својата работа. Секојдневно, граѓански суд, управни судови, комшиите се скарале за меѓа, ќе се најде решение. Меѓутоа, проблематичните ни се тие 5% каде што политиката ги има замешано прстите. И тука не можеме да бегаме, не можеме да се криеме за немешање на една во друга власт, кога сите тоа го препознаваме. Најкласичен пример за едно од најнедокажливите позиции, влијанието на одредени судии во интерес на политиката. Доволно е само да го следете напредувањето на судиите и јавните обвинители.
и ќе ви стане јасна поврзаноста, спрегата помеѓу отворени политички, коруптивни случаеви со одредени судии и нивно унапредување понатаму. Значи, тука имаме класичен доказ дека имаме спрега помеѓу политиката и судството. Доволно и се тие 5% на судии. Не ги интересират сите предмети во судството. Ги има бројни предмети, ги има разни. Некој се развел, некој крадел, некој злоупотребил. Тоа си го решават институциите. И таму има корупција, можеби, и таму. Меѓутоа, тоа е решливо. Проблемот е што ние стигаме до клучниот момент, според мене, немаме решение за високата корупција. Тоа е проблемот. И затоа довербата во правосудството генерално, тука се судовите, јавните обвинителства, правобранителот, адвокатската фела, се оно што гравитира кон судството, ни е под 3%. И тоа не е случајна анкета, туку веќе се повторува на неколку анкетирања, што јасно укажува дека од статистички аспект оваа теза е исправна. Луѓето едноставно не веруваат повеќе во правосудните системи, односно не веруваат во независноста на судската власт, која треба да биде на некој начин посебна, врв, недостижна, нешто што ќе служи за пример, нешто што ќе биде препознатливо по интегритет, изјава и така натаму, кој ќе има тежина, одлуки на Уставен суд, кој ќе не смееме ни да помислиме да ги коментираме, камоли па да гледаме секојдневни сапуници таму и така натаму и така натаму. За жал, поврзаноста помеѓу првиот законодавниот дом и правосудството ние го потврдивме со неколку лоши закони. Секогаш ќе го спомнувам законот за продолжување на работниот век на судиите, и тоа преку закон за работни односи, со дискреционо право на министерот да одредува кој ќе оди во пензија, кој нема да оди во пензија. Без разлика на причините, дали тоа беше можно решение или не, меѓутоа политиката ни наметна проблем со кој ние ко собрање моравме да се носиме. Последниот закон за академии на суди и јавни обвинители, поголем пример за мешање на политиката нема. Значи, досегашното решение само се унапредува со тоа што министерот ќе етаблира своји луѓе, свој представник во сите можни тела на академијата, за да има одблиску увид во тоа што се случува. И капа на се, извршната власт, тука почнува и тука завршува. Ако сакаме да ја бараме високата корупција, треба да ја бараме во политиката, генерално тие што ќе го земат пленот од власта и нормално рефлексијата на политиката во владата. Во ред е извештајот. Борбата со корупција треба да биде сестранна на многу фронтови. Нема мала голема корупција. Нема мал голем криминал. Ако големиот се повторува еднаш два пати, малиот може да се повтори илјадници пати, па да се направат повторно штети врз целиот систем. Меѓутоа, кај нас доминантно, според моја голема убеденост, ни е борбата со високата корупција и недостапноста на председателите на влади, на министри, не до органите на правосудството, туку недостапноста до крајна судска одлука, која ќе расветли вмешаност на истите во корупција, криминал, која ќе го утврди трагот на парите, која ќе ги земе парите назад во државата и која ќе го жигоса ваквото однесување и ќе биде пример на останатите и наредните влади да не ги повторуваат овие работи.
Досегашното искуство зборува министер за здравство, обвинет за ово, за оно, избегал во Турција. Овој бил обвинет за тоа, делото застарело во Србија. Овој судски процес бесконечен, не знаеме што, како и така натаму, значи се сведува на политички реваншизам, на борба помеѓу партиите за превласт, на оценување, на изнуда. Дури во последно време видовме дека одредени структури веќе тргуваат и со пленот. Некој е обвинет и едноставно, ако тој го подели пленот со тие што треба да го гонат за корупција, може ки си ја купи слободата. По-класичен пример од тоа го видовме кај СЈО. Медиумски магнат, уцени, СЈО во функција, се барат мито, се бара корупција, за да се влие на пресуда. Што повеќе да коментираме? И тоа орган кој требаше да значи пресврт во државата, процвет на правниот систем, ново судство, нови ветришта. Тој орган, тој СЈО се претвори во лулка на криминалот. Недостапните, медиумски експонираните, стана озогласена дружина. Се заврши со пресуда за председателката и органот се укина. Многу предмети понатаму се натаму и наваму. Значи, ние, ако сакаме да се бориме со високата корупција, мораме да ги расчистиме овие работи. Мораме да расчистиме и со судскиот совет. Тело кое условно е задолжено за избор и разрешување на судии. Ако таму гледаме дека има политизација и има партизација, дури и гледаме кланови, едни клонат кон други, други кон други центри на моќ, тогаш што да очекуваме ние од судството? Што да очекувате од еден судија кој сака да биде со интегритет, со честност? Кога знае дека органот кој може да го разреши е политизиран. И кога знае дека политиката е криминогена. Кога сегојдневно гледаме афери, како тој да се постави во дадена ситуација? Сериозно прашање на кое треба да дадеме одговор. Јавен обвинител, експониран, медиумски Ленче Ристовска, излегува на медиуми и вика во Советот за јавни обвинители има трговија на влијање. Напредувањето во кариерата зависи од политички партии. Дувло на застојот во јавното обвинителство. Во ред е реакцијата од председателот на Советот за јавно обвинителство, во ред е реакцијата и на самиот Совет. Меѓутоа, баш ме интересира дали овде ќе имаме завршница. Не може и двете страни да бидат во право. Не може и Ленче Ристовска да биде во право, не може и председателот да биде во право, затоа па што и председателот низ медиумите, низ изјава видовме дека каже дека таа не одела на работа извесно време. И дека и низиниот избор е во тој период во кој е спомнат и дека треба и низиниот избор да се постави под прашање дали е коректен. Значи, ова е, луѓе, на јавна сцена две тези од кои едната мора да биде неточна. Во одредени ситуации и двете може да бидат точни, односно да се потврдат. И сега,
Ние сакаме од институциите да одговорат на корупцијата, на криминалот, кога врвот на јавна сцена ни демонстрира корупција на високо ниво. Овие работи не можат да останат нерасчистени. Не можеме да ги покриеме со нови афери и да ги забравиме. Уште повеќе што овде не станува збор за политика, опозиција, позиција. Току станува збор за политика внатре во партиите на власт. На различни институции, на председател, на влада, на партии и така натаму. Ке следиме будно, се надевам дека и Државната комисија за спречување на корупција и криминал ќе ги следи овие работи и ќе бараме отчетност до каде се работите и како стојат. Се што бираме во собрание е партизирано, тука да немаме двојба. Вклучувајќи го и јавниот обвинител. А знаеме согласно закон, готово целата мок во јавното обвинителство е концентрирана во него. Видовме во случајот на Вилма Русковска дека дури и органот кој треба да гарантира борба со висока корупција исто е под негова капа, односно, како што разбравме, вака ние што не сме правници, што и да работат било кој од јавните обвинители мора да му јават на јавниот обвинител и тој да одлучи дали понатаму ќе оде одреден процес или нема да оди. Односно, истрага дали ќе се спроведува или нема да се спроведува. Отприлика тоа е поентата зошто беше разрешена Вилма Русковска, затоа што не му јавила на јавниот обвинител, не знам за други околности, меѓутоа политичката фигура, јавен обвинител, ја има целата мок да знае што се истражува во државата и да одлучува дали одредена истрага ќе оди во една насока или во друга насока. И повторно ќе дојдеме до мојата прва теза. Следејте го напредувањето на судиите и јавните обвинители. Истиот господин е предложен за судија на Уставниот суд. Во ред годините се години, законот си е закон, пред пензија треба уште еднаш да се награди господин. Малку е симптоматично, малку е јасно дека има спрега на интереси, јасно е дека има политички влијања, јасно е дека разговараме за центри на моќ. И сега ова ни се случува во државата, ние се уште не можеме да го најдеме вистинскиот начин како да се бориме со корупцијата и криминалот. Спомнав, секогаш ќе ги најдете тие 5% суди кои ќе одработат, дали од страф, дали партиски, дали ќе бидат унапредени во повисоко звање, за да одработат баш онака како што ќе се договорат политичарите. И тука завршува целата приказка. Тука мораме да седнеме веќе кога се отворија работите, кога е јасно е, кога милион факти, милион докази зборат за поврзаност на овие актери во приказната. Мора да има разрешница некоја. Ако не сме доволно мокни, треба и да побараме помош. Не е страшно да побарате помош кога системот ви е руиниран, кога во прашање обстанокот на државата. Ако ова стане пракса, и ако ова продолжи, и ако ова се замени со иста таква друга пракса, државата нема перспектива. Државата нема перспектива. Џабе ни е се. Производот го гледаме, производот го дискутираме, луѓето го гледат ова.
Луѓето бегат од државата, луѓето не можат ова да го поднесат. Луѓето го препознаваат ова, луѓето не гледат сигурност во ваков систем. Кој ќе ги заштити ако не ги заштити судот? Кој ќе воспостави ред ако не воспостави правната држава? Кој ќе се бори со корупцијата, со криминалот, ако јавното обвинителство тука го со слободно толкување влегуваме во систем? Многу работи ни се отворени и едноставно час поскоро се потребни решења. Секогаш тука се и дел од новинарите, дел од медиумите кои својата политика ја засневат на партиска политика, на своји интереси, на своје видување на работите. Ви спомнав, во СЈО имаше класичен случај директор на медиум инволвиран во одредени дејанија од типот на корупција, криминал. Значи, се тоа е поврзано со бизнес тајкуни и морам да ги поделам на два дела и според мене буквално 50-50 е поделбата. 50% од тие тајкуни воопшто не се срамат и се експонираат и по медиуми, и по јавни функции, се гордеат со тоа што го работат. Ги добиваат сите можни тендери, добиваат се и се што во државата, добиваат многу пари, преку нив оди целиот бизнес. И 50% невидливи, неприметливи, меѓутоа не и непознати за јавност. Ова е таа висока корупција. Ако не отвориме поглавје за ова, не можеме да очекуваме подобри резултати во хоризонтална смисла. Ниту во труд и социјала, ниту во земјоделие, ниту кај инспектори, ниту сите тие ќе најдат прибежиште во големата приказна. Сите тие се охрабрени од големата приказна. Сите тие ја препознаваат големата приказна. Сите тие ја гледат неказливоста во државата. Сите тие ќе најдат помали суди, помали јавни обвинители, помали медиумски простори и ќе се инволвираат во системот. И целосно ќе го контаминираме општеството, ако не е веќе и целосно контаминирано. Затоа што пак и како обични граѓани гледаме дека нема сфера каде што некој шеф, некој службеник, некој обезбедување не си дава назначење и не посегнува по барем мал поклон, подарок. Значи, час поскоро да отвориме поглавје за висока корупција. Државната комисија за спречување на криминал ја има таа морална врска да отвори вакво поглавје. Затоа што гледаме дека носителите на власта се инволвирани. Мора надворешно тело, мора орган кој ќе биде препознаен како борец за Македонија. Ќе биде препознаен како борец за корупција и криминал. И мој совет е делумно транспарентно, делумно нетранспарентно. Побарајте подршка од вашите пријатели надвор од државата. Имат искуство и амбасадите, и овие организации кои се занимаваат со ова работа, можат сериозно да ви помогнат во борбата. Затоа што тоа е ваша мисија. Јас кога и да излезам на вака на дискусија, секогаш го имам зад мене багажот на политичка партија. И секогаш некој може да каже во ред. Професоре, вие
се борите за политичка власт, што е и легитимно како дел од политиката, вие го имате имунитетот, може да кажете било што е точно, иако не го злоупотребувам. Се тоа го потврдувам со некои тези, кои сметам дека се апсолутно точни. И тоа е маката на опозицијата. Секогаш позицијата ќе рече борба за власт. Меѓутоа, кога овие работи ќе дојдат од вас, од ревизорот, од народниот правобранител, имаат посебна тежина. Имаат тежина на потребната борба за корупција и криминал. Пред известен број на денови ми беше нотирано дека во извештајот на Европската унија има напредок во борба со корупција и беше нотирано успесите на Државната комисија за спречување на корупција и криминал. Не е тоа успех на владата, тоа е ваш успех. И добро е што сме напреднале. Меѓутоа, најмалку што треба власта да си ги препиша тие задолженија. Сега вика, ние ја обезбедивме услови. Па, ај не ја обезбедувајте услови, да нема каде да работат и уште подобри ќе бидеме на сите можни скалила. Значи, тоа е околу високата корупција, да не должам, не е дел од извештајот, меѓутоа сметам дека сериозно поглавје треба да биде истото. Она што извештајот го сработува и вие објаснивте методологијата, побаравте од институциите сами да детектират каде има можност за подобрување, што треба институциите да направат и уште еден многу интересен момент, сами да дадат рокови до кога тоа да се направи. Сето тоа да го ставиме во оваа национална стратегија за борба против корупцијата и сами од себе, како што викаме од Феникс, да произлезе борбата со корупцијата. Самите институции. Тоа се многу високи цели, меѓутоа, верувајте, јас сум скептик. Нашето општество не е подготвено. Не е подготвено поради постоењето на висока корупција, која е евидентна и секојдневна. Колку и да барате од институциите да се само прочистат, да работат на интегритетот, да препознаат каде се нивните слабости, да ги препознаат лошите помеѓу себе. Тоа е невозможно ако имате контаминирана средина. Средината на општеството ја ствара власта. Ја ствара владата. Борбата со сите противници на таа здрава средина, тука е судството. Нашата улога како парламент е да помогнеме и на тие час поскоро да одат процесите да носиме квалитетни закони. Меѓутоа тоа не се случува. Сега кога во вакви околности ќе ги поставите работите, многу детално сте кажале што е резултатот. Резултатот е поразителен. За 2021-2025 година самата национална стратегија предвидува детектирани 54 проблеми. 111 мерки, 191 активност. Импозантна бројка, со оглед на тоа што подетално секоја од нив е разработена. Тоа што ми е интересно, самите институции некако најголем број сами од себе дале образование и здравство. Не помалку мерки, активности дале органите за спроведување на законот. Имаме мерки при вработување и така натаму. Значи, готово да имаме сегде повеќе или помалку мерки кои самите институции ги дале во своите програми како дел од оваа национална стратегија за спроведување. И во ред, Собранието ја донесе оваа национална стратегија и веќе имаме начин од каде да тргнеме за да продолжиме со борбата.
Меѓутоа, спроведени мерки од 1.1.2022 година до 31.12.2022 година. Реализирани активности 17, нереализирани активности 90. Активности во тек 58. Значи, од 165 предвидени активности, 17 се реализирани. И тука стигаме до тие фрапантни 10% реализација. Замислете, тоа што самите институции го дале како перцепција, тоа што самите си дале рок, реализација само 10%. Настрана високата корупција, настрана тоа што е срам за институциите и што не е перципирано во оваа национална стратегија. Ова што може да се сработи, што треба да биде поидовна основа, што треба да биде внатрешен наратив, внатрешна потреба од само прочистување на општеството, кога знаеме дека има корупција и криминал, ние не можеме, односно не ние, туку институциите не сакат, не можат или некој не и дозволува да го работат. Страшни се овие 10%. Страшни. Тоа е уште малку 3,5% и 5% статистичка грешка. Некој по грешка нешто сработа. Реализирани мерки 17 за поздравување правосудството 5, образованието 5. Во споредба со минатите година исто правосудството има добар број 7 мерки, образованието 6 мерки. Овие активности се во ред, меѓутоа се поставува прашањето во кој амбиент се направени истите. Посебно е интересен случајот за правосудството. Спроведуваат мерки, зимаат пари од странски амбасади за скапи проекти, излегуваат семинари, работилници и наеднаш ситуацијата со судскиот совет. Треба да се разрешува судија, наместо да се разреши судијата, кавга и разрешување на председателот на судскиот совет. Во кој контекст да ги доведеме сега овие преземени мерки? Во однос на тие 95% судии кои не се инволвирани, добро, окей. Ке работат на својот интегритет, еве и донесовме и закон за дообука и така натаму. Во ред. Меѓутоа, во исто време овде се случува хаварија на системот. Се случува хаварија на судскиот совет и тоа од сериозен размер и тоа пред камери. Барем бруката да не беше пред камери, барем да не го видевме тоа, да го прераскажува, ке кажевме ова рекла казала муабети. Меѓутоа, нивото на комуникација, личниот интегритет на инволвираните, изјавите, луѓе, не доликува. Јас, припадник од друга фела, се згрозив од тие седмици. Како ќе е таа борба со корупцијата понатаму, со криминалот? Како ќе воспоставиме независно судство? И никому ништо, разрешница ги исклучивме камерите. Мнозинството секогаш победува, се изгласа господата да ги исклучат камерите затоа што не можат да работат, барем таква беше изјавата, под притисок на јавност. И не знаеме сега јавно што се случува, може да само да читаме записници или рекла казала. Не е тоа решение.
Не е тоа решение и залудни се овие 7 активности во 2021 и 5 активности во 2022, кога го видовме сето оно што го видовме, а не видовме разрешница, барем не таква како што требаше да биде, како што беше реакцијата на холандската амбасада. Рекоа, господа, ние не сакаме да учествуваме во вакви скандали. Го стопираа проектот за судскиот совет. Милионска сума на проект, кој предвидува бенефиции, опрема, советувања, зголемување на капацитетите на тој судски совет. Не сакаме да бидеме дел од тоа. Сега се извинувам што се насмевнав, затоа што е лошо дури и за коментар, може би подобро ќе беше да бидам трагичен. Пред 2 дена видовме штрајк на вработените во судскиот. Зимале најмала плата од сите можни правосудни органи и никој за нив не се грижи. Кои спротивности во општеството? Кои проблеми кои ние ги знаеме и не ги знаеме? Која борба против корупцијата, против криминалот, како ќе ги ставиме судиите во функција, како ќе ја ставиме администрацијата во функција? Ова вака не оди. За образование, ви се молам, 21 век, немаме пари, ги строшивме парите за набавка на учебници. Немаме ревидирани учебници, немаме учебници за голем успех. 10 дена пред крајот барем стигнало македонски јазик за 5 оделење. Ви се молам, кој е образование, кој е иднина, која перспектива, која е перцепција на родителите за нивните деца? Што да ги учат? Што да ги советуваат? Како да се постават наставниците во таа околност? Немаме учебници. Тие што ги имаме, еден куп грешки. Барем да доставеа ливчиња на таа и таа страна има грешка. Ни основното не го направи. Си стојат грешките. Жална е ова ситуација. Ова се добрите приказки, лошите се уште полоши. Нереализирани активности, компарација одлично сте направиле 21-22 година. Сега, повторно, ако имаше реализирани образование, овде има и нереализирани, исто имало и во 21 година. 12 оваа година, 10 предходната година. Здравство, 16 нереализирани. Органи за спроведување на законот, 11 нереализирани. Земјоделство, 14 нереализирани. Овие бројки да не створат забуна кај граѓаните. Спомнувам, методологијата на оваа изработка на оваа национална стратегија е европска. Институциите сами да понудат кои работи треба да ги сменат. И сега некои институции кои понудиле повеќе мерки, ние ќе ги читаме како бројки и испаѓа дека тие се полошите. А некој што мангупски не понудил ништо или понудил 1-2, колку за да се рече, ќе поминат подобро или бегло ќе ги прочитаме. Не, ова не сме да се заобиколи и треба да биде јасно на македонската јавност дека ова е посебна методологија каде што институциите пројавуваат проактивност. Односно, сами од себе потреба да детектираат можности за подобрување на системите. Затоа овие што дале повеќе треба да ги ставиме во кошот на подобри, отколку тие што не дале соодветни резултати. Оваа страна ми избега, на крајот ќе имав и забелешка.
обично како професор сум навикнат вовет и на крај бегам на заклучоци, на крај гледам нема заклучоци. Викам, не е можно, меѓутоа ја најдов соодветната страна, во рете ДКСК предлага повеќе заклучоци. Неопходно е да се воспостави силен механизам за контрола, но и институционална одговорност за реализација на мерките. Сосема исправна мерка и заклучок. Без контрола овие работи не поминуваат. Да се интензивираат активностите на собранието во насока за зголемена отчетност. Можам да ви ветам како опозиција дека ќе дадеме свој допринос, впрочем и со нашите дискусии и времето кое го издвојуваме, сметам дека не за да го укочиме извештајот, туку баш да потенцираме значењето на овој извештај и нашата позитивна оценка за тоа што го работите, се што е во рамки на борба за спречување на корупција и криминал мора да биде поздравено. Меѓутоа и треба и ние да се подобриме, очигледно. Некош од страна луѓето подобро ве перципираат. Тоа што го барате, институциите носители на активности на стратегијата да имаат константна, ефикасен систем за борба. Сосема окей. Вечната проблематика, вакви работи мора да бидат подпратени со финанси и соодветни ресурси, затоа што ако сакаме борба со корупција и криминал, мораме да обезбедиме барем за вакви институции ДКСК, ревизорот, народниот правобранител, соодветни буџети, независни буџети, буџети кои ќе имат рамка, а понатаму вие соодветно да си ги менаџирате и од вас да очекуваме резултати, а тоа ние секако треба да се бориме за поголеми буџети на овие институции. Го ценам тоа што сте увиделе дека треба изменување и дополна на стратегијата, впрочем и во вашето досегашно излагање, набројавте дека планирате да се посветите на оваа работа и да соодветно понудите нови хоризонтални поглавја и одмак ќе ви кажам уште еднаш, немојте да се плашите, заедно ќе тераме работата и со високата корупција, колку и да е специфична, треба да ја ставите, според мене, хоризонтално и влада, и собрание, и правосудство генерално, како носители на трите власти, да видиме и ние како собрание што ќе ви испратиме, каде можеме да се подобриме, каде потврламе, односно каде сакаме да скриеме дека се залагаме за борба против корупцијата и криминалот, меѓутоа тоа не го правиме. Тоа би било интересен предизвик и за нас како опозиција, верувам и за позицијата. Накратко, да не одземам од време, тоа што го имате сработено, многу ефикасен метод, за жал без реализација. Хоризонтално ги поставувате работите и одите сектор по сектор или нешто што гравитира повеќе како министерства по министерства или нешто што е детектирано како проблем, што е во ред пристап. Така да имате на почетокот јавни набавки. Институциите дале два проблема, недоволен број на лица со соодветни квалификации и познавање на стандардите. Така понатаму недоволна транспарентност на институциите и низок степен на интегритет на вклучените лица за спроведување на јавни набавки. Понатаму давате соодветно институција која треба тоа да го работи. Во оваа ситуација Бирото за јавни набавки, Министерство за финансии и Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.
Тоа што посебно ме радува, детално сте ги разработиле во националната стратегија, односно веќе е таа усвоена и на собрание, соодветни мерки со конкретни рокови кога што треба да се направи и баш тие мерки, односно рокови, ни ја доведоа националната стратегија до овој момент. Да можеме да оцениме веќе втора година докаде сме и што сме. Значи, 2021 година реализација 20%, 2022 година реализација 10% од предвидените мерки. Со ова ќе има многу заостанати предмети и новите и стално ќе се зголемува обврската кон сите субјекти, но прашање е дали воопшто имаат капацитет, желба и дали може би нешто што е многу интересно со нашиот менталитет, некој ќе и нареди да си го сработи тоа. Тој некој има име и презиме, тоа се вика политика, председатели на партии и председател на влада и соодветно министри. Значи тие се тие кои треба да наредат ова да се работи, да не се работи или да се става во позиција правиме, не правиме, а ние како законодавна власт тоа можеме да го контролираме, да го кренеме гласот, да дебатираме и да го користиме како аргумент плюс или минус во борбата против корупцијата и криминалот во државата. Одработена ви е и областа вработување, неусогласеност на голем број закони, неефикасно раководење, управување и надзор кај одделни органи на управата. Законската регулатива нема воспоставен јасен систем за еволуција на критериумите за селекција на процесот на вработување и напредување во јавниот сектор. Сериозна област каде што јасно ни е на сите дека политиката ги замеша прстите и стигнахме до онаму каде што сме. Партизацијата на вработувањето, сериозен проблем на државата, затоа што кога ќе инсталирате партиската војска, тогаш работите стојат во место. Беше можеби интересно до некој момент, сега гледаме дека и државната администрација ни се празне. И тие почнаа да заминуваат во странство, затоа што државата веќе нема соодветни приходи за да може да обстојува таква администрација, затоа што немаме резултати во економијата, не го полнеме адекватно буџетот, премногу се задолжуваме за било што во државата и сето тоа доведува да имаме ваков стандард како што имаме. Најниски плати во регионот, најниска просечна плата, меѓу најниските во Европа. Сето тоа е стандард кога цените на сите производи генерално се исти и сосема е разбирливо зашто луѓето ја напуштаат државата. Пред се правна сигурност, а сега гледаме дека немаме ниту економска сигурност. Околу самата стратегија, се извинувам, да не очекуваме преголеми резултати. Многу е добро оваа стратегија да се исполни со некаде, барем во посакуваниот рок 2021-2025, 70, 80, 90%. Може би 100% е најдобро, меѓутоа со таков процент ќе сватиме дека институциите го препознале моментот од самите себе, тоа што е стилот, тоа што е поентата на оваа национална стратегија, да почнат да од некаде да ги решаваат проблемите. Меѓутоа, темпото со кое ја реализираме не ни доведува во ситуација да очекуваме солидни резултати, камоли па 100% реализација. Треба да се најдат механизмите за тоа да се реализира.
Во однос на оваа национална стратегија и тоа што значи другото, што не е опфатено во оваа национална стратегија, високата корупција, иако можеби на моменти ќе се допре некаде нешто ситно, меѓутоа високата корупција и генерално политиката вакви работи многу, верувајте, не ги тангира. Ние можеме да збориме, вие може да зборите, медиумите можат да зборат. Меѓутоа, моја убеденост е дека ова не стига до владата. Зашто? Затоа што веќе и тие како да се навикнаа, а познавајќи го менталитетот на поврзување на власта со медиумите, многу лесно гледаме како една афера трае неколку дена, во просек 2-3 дена, и истата ќе биде заменета со друга афера, со трета афера и така натаму и така натаму. Во извештајот за работата на Државната комисија беше тука председателката и тоа и го потенцирав. Ке го спомнам и сега, многу е битно според мене да ги издвоите големите од малите и средни проблеми. Зашто го кажувам тоа? И едното и другото е корупција. И изградбата на автопатишта, и тоа што премиерот однел дете на службено патување, прашањето беше дали е платена картата или не. Ако оставиме на медиумите, се знае, читаност, веста треба да стигне до одреден број на аудиториум, и тоа ќе биде вест, и тоа ќе биде вест. Меѓутоа, што е замката? Замката е што автопатиштата на крај ќе коштат државата 2,5 милиарди евра. А аферата, прашање е дали имало или немало карта, според моје убедување, верувам дека имало карта и намерно се пушти таа афера, 1000 евра авиобилет. Неспоредливо е. А и даваме исти медиумски простор. И даваме исто значење афера. Големите афери, затоа сакам да ја издвоиме високата корупција, мора да бидат постојано присутни. Мора да се бораме до крај да бараме одговори. Да не престануваат потрагата, нити наша како опозиција, нити ваша како ДКСК. Да и дадеме простори на медиумите, да бараме одговорност. Да бараме отчетност. Да бараме реакција на сите институции, да ги прозиваме. Воспротивно, повторно ќе ви кажам, некој како да стимулира производство на афери. Мали, големи, средни, се изгубиме. Што ни беше на крајот поентата? Да не очекувате резултати од министерствата и да не ве чудат овие 10% реализација и нас да не чудат, затоа што видовме што работи владата. Владата овој период работеше на автопатите 8 и 10. Министерство за труд и социјала работеше на автопатите 8 и 10. Министерство за економија работеше на автопатите коридор 8, коридор 10Д. Министерство за транспорт и врски исто така работеше на автопатите 8 и 10. Министерство за земјоделство, шумарство, водостопанство работеше на автопатите 8 и 10. Финанси работеше на автопатите 8 и 10. Намоти се повторувам, меѓутоа тоа е приоритетот на владата. Тоа ја интересира владата. Таму се тие 2,5 милиарди. Таму е надзорот од 22 милиона евра. Таму е потребата да се заврши работата.
На нас не беше јасно, се ќе направат за да тоа да помине. На крај се сведе дури и на злоупотреба на европско знаменце, злоупотреба на парламент и видовме дека се е скоцкано за да се остварат некои интереси. Знаевме дека ќе манипулират со договорот за автопатите. Знаевме. Договорот во некои форми го има. Идете на еден од пазарите, ќе го најдете. Меѓутоа, прашањето е финалната верзија, за која горе-доле сме сигурни дека е таа, и можноста со правни аспекти, со докази да ги потврдите тезите. Затоа не ги дава договор. Условно договорот е доставен до јавното обвинителство, прочем веќе зборував дека јавниот обвинител го бира парламентот и дека е на листата за унапредување во уставни суди, почитуваниот господин Јовевски, и тука можеме да очекуваме што ќе се случи, едноставно се знае. Ќе излезат еден убав ден, кога ќе биде криза, ќе речат нема ништо спорно. Тоа што на вас ви го достави е ревидирано, без делови од договорот, без пропратни документи. Само може да ви направи проблем во делот на докажување на делото. И тоа и што ќе го направите, ќе го поднесете до јавното обвинителство и повторно тука ќе закочат сите работи и целата приказна. Значи, високата корупција завршува за оваа влада без борба во низините редови. И се додека не го изгубят легитимитетот на избори, оваа влада ќе го крие и тој договор, и многу други договори, и многу други коруптивни афери ќе останат во фиоки. На сите ни е тоа јасно. Доброто е што тоа го гледа и македонскиот народ, добро е тоа што го гледат и меѓународните институции, и сите препознаваат дека во државата работите со корупција, криминал се катастрофални. Како и да е, ќе се задржиме на тоа што вие сте го сработиле. Четврт сектор, политички систем. Реагирате на скратената постапка, закони без анализа, функционерите не доставуваат имотни листови, потреба од разгледување на лобистите, соодветното законско решение. Медиумското представување на учесниците во кампањата, тоа е факт дека од тука почнуваат работите од политиката. Согледано, да не ги читам мерки кои адекватно одразуваат што треба да се сработи, меѓутоа многу малку сработено. Сектор органи за спроведување на законот. Исто и тука понудени разгледани повеќе проблеми, вработувањето во МВР, неефикасен систем за тврдување на професионална одговорност во органите за спроведување на законот. Ова е многу битно. Значи, органите кои треба да го спроведуваат законот не се ефикасни. Редица други мерки, сега да не ги читам, детално образложени. Сектор образование.
изразени влијание на дискрециони овластувања при вработување, многу проблематичен дел. Кога ВМРО ДПМН изгуби власта, многу професори, наставници останаа на улица затоа што не им се продолжија договорите. Сметам дека тој стил на договори на одредено време треба да се веќе напуштат. Тоа е многу лошо и за сите инволвирани во процесот на образование, многу е лошо и за дечињата. Многу е лошо и за учениците, ќе се врзат со наставникот и ќе ја препознаат политиката и бруталноста на политиката. Една гарнитура си оди, друга носи, ако се повторуваат веќе во низа тие лоши девијантни постапки, готово да ги од старт контаминираме сите генерации со политика и политиканство. Недоволни изградени капацитети на Државниот просветен инспекторат, ниска свест на адресирање на корупцијата и други мерки кои детално се опфатени. Труд и социјална политика, еве стигаме до овие што ги спомнавме претходно, ќе дадат една мерка и ќе испадне дека нема корупција. Ако таму нема корупција, не знам каде има, затоа што селективно се бира на кој ќе му се даде пензија, на кој нема да му се даде, на кој социјална помош. Посебно се интересни овие пакетите пред избори, дополнителна, тоа треба да се забрани според мене. Социјална помош, вака еднократна, како ги викаме, тука е нотирано само недостаток од надзор во постапката за остварување на право по основ на пензионирање и инвалидско осигурување. Има многу повеќе во оваа сфера, сите ни е јасно, меѓутоа во ред тоа што го дале, тоа треба да го завршат. Ова повеќе личи на циркус, труд и социјала, исто и урбанизам и просторно планирање, готово како да нема проблеми. Тука во урбанизам и планирање само има недоволен надзор над изградба на градбите од втора категорија. Овие од прва категорија и автопатиштата, ќе видиме, таму нема никакви проблеми, таму собранието ќе ја заврши работата и ја завршува. Добро е да отворите за висока корупција и тоа по посебни власти и ова да се третира нашето учество на собранието во таа приказка. Носиме закон и со законот ќе ја завршиме работа. Сето тоа што не е легално, ако на нас, или односно не на нас, на политиката и текне, дека може да го реши со закон, ќе го реши и тоа е законски. Значи, кај нас веќе станува пракса да легализираме со закони криминал и корупција. И тука мора и нас да не прозвате како собрание, затоа што ворете, нели, за нешто, ама веќе станува пракса. Не така одамно на Октај дадовме како да сме ние бизнис партнери, па се договаравме, ценкавме која сума помала, поголема, и тоа ни го подметна владата, а ние да го донесеме закон за расчистување на акции. Станавме медијатор, судија помеѓу владата и акционерско друштво. Катастрофа. Некој ќе го заврши договорот, ќе стави стратешки партнер, ќе стави строго доверливо, не може да се види договорот и ова ќе оди на извршување. 2,5 милиарди евро. Ни повеќе, ни помалку. Катастрофа. Сектор земјоделие.
повеќе мерки, често менување на регулативата и непрецизни критериуми за доделување на субвенции. Ова мора да се реши. Проблемот е само што новиот начин на субвенционирање на земјоделието е убитачен за земјоделците и ова владата како да сака да ги укине субвенциите, односно веќе драстично ги намалува, односно бара модели да се уништат земјоделците. Повеќе други политики. Продажбата на земјоделско земјиште е проблематична. Концентрација на надлежности при креирање на политики, недоволен број на вработени и нивна едукација, така натаму и така натаму. Економија и бизнес. Непостоење регистар на доделени државни помош за економски оператори во сопственост на домашни и странски правни лица. Прекумерно доделување на концесии, непостоење на регистар на имот на сопственост на Република Македонија, недоволно вклученост на помалите економски субјекти во процесите на креирање на економски и други политики. Ова се сериозни теми, многу добро избрани. Значи, државата мора да си го стопанисува својот имот адекватно, мора да знае на кој начин доделува концесии, кој плаќа и што плаќа и колку плаќа. И мора да има регистар, реков, на имотот. Обработени се и јавните предпријатија и акционерски друштва. Недостиг од информации и официјални информации за правни лица во сопственост на државата и единиците на локална самоуправа. Недостиг од системски пристап за превенција од корупција и несоодветна правна рамка за предпријатијата. На Комисија за економија ги разгледувавме овие јавни предпријатија, користат државна помош и некаде произведуваат близу 60 милиона евра загуба. Значи, јавните предпријатија во Македонија произведуваат 60 милиони евра загуба секоја година. Затоа што ги користат државните добра. Подобро е да немаме јавни предпријатија, покјарке е државата, отколку ова што ни се случува. Ако негде има извор на корупција и криминал, тоа се јавните предпријатија и акционерските друштва и ова што е понудено од нивна страна е помалку или повеќе смешно. Има и други сектори, меѓутоа ги спомна и моите претходни дискутанти и за нив може да се дебатира многу. Околу самата стратегија, на крај да резимирам, повторно ќе потенцирам, иако го правам тоа неколку пати, хоризонтално висока корупција. Мој предлог е да ги одработите посебно собрание, влада, судство. Во националната стратегија добро потенциравте, недостигаат цели сектори. Недостига енергетика, недостига шумарство, недостига водостопанство, недостига култура, а и таму имаме сериозни коруптивни и криминални действија. Сосема оправдано тоа што ќе го ставите инспекцијскиот надзор како посебно поглавје, затоа што и текако инспекторите влијаат на корупцијата и криминалот.
Мој совет ви е да ги ставите и овие телата кои ги контролираат, второстепените тела. Затоа што гледаме дека и тие имаат сериозна надлежност, тоа што ќе помине од инспекторите може да се стопира или во судска, или во овие тела, и стигна закон кај инспекцијски надзор да им ги продолжиме мандатите додека не избереме нови членови. Со председателката на комисијата дебатиравме на таа тема. Во ред е да не се створи правен вакуум, меѓутоа не смееме да дозволиме пак ни законското решение да ја овозможи на одредена партија да ги блокира комисиите и никогаш да не избереме нови раководства на тие институции и тие да си продолжат да си ја терат работа затоа што добро си ја терат. Значи, тоа не сме да се случи. Давате своји препораки. Моја сугестија е да ги ставите на крај, како заклучок и дискусија, обично така ние сме навикнани да ги читаме, да не ги препознаваме во текстот, многу полесно и подобар преглед на самиот извештај, ако го имате поглавието заклучок и дискусија, затоа што вака добро сработено, детално анализирано четиво за тоа што сме земале обврска да го сработиме, а не сме го сработиле, може само да поздравиме. Тоа што сакав со вас да искоментирам и евентуално да ми дадете коментар, нејасно ми е како да гласам. Ве поставам и вас во ситуација како да гласате, ќе ви кажем зошто. Ако гласам за добро сработена анализа, тогаш гласам за, да, добро е сработен. Меѓутоа, ако гласам за, можам да се согласам дека се согласувам и со тоа што не е сработено од институциите. И сега имам дилема. Тука можеби ќе ни треба ваша помош, односно дали ја анализираме самиот документ или анализираме што сработиле институциите. Тука малку треба да бидеме по-прецизни. Ако гласам против, не се согласувам со досегашната борба против корупцијата. Меѓутоа, ако гласам против, може да испадне дека не се согласувам со самиот извештај, а се согласувам со него, малку е контрадикторно. Ова повеќе го постави вака хипотетички, не е лошо да ги расчистиме овие работи, за да знаеме дали го гласаме извештајот кој е добро сработен и дали гласаме тоа што институциите не сработиле и тоа јавно да го жигосаме и да бидеме против, односно да потенцираме дека тоа и во суштина не е сработено. Уште еден момент, тука ќе завршам, мора да се, според мене, во иднина најде механизам затоа што ова не смее да престане. И за анализа на процесите кои се уназадуваат. Значи, со овие мерки, условно, некои процеси треба да се подобрат. Меѓутоа, ние како општество можеме и носиме ретроградни процеси. Нови осакатени законски решења и да влошиме нешто место да се подобри. Нови состојби во однос на корупцијата, криминалот, нови сознанија, нови препораки. Сето тоа сметам дека е добро да биде дел од овие извештаи и на некој начин да не упатувате, односно вие да си ја трасирате работата и во иднина и обликот на самата национална стратегија да се проширува, подобрува, како со нови поглавија, како и со следење на тоа што се случува ретроградно во општеството. Тешко дека ќе искорениме корупцијата 100%,
криминал имало, велат дека и ќе има. Меѓутоа, тоа што од нас се бара и тоа што е наша задача е борбата со корупцијата и криминалот. Ако ние покажеме борба, која неспорно и вие ја докажувате, тогаш сме на добриот пат. Меѓутоа, таа борба ќе биде крунисана само тогаш кога ќе имаме извршни судски решенија. И тука мораме да направиме фронт од сите кои сакаат да се борат со корупцијата и криминалот, кои поддржуваат таа борба и јасно да застанеме во коалиција на се што е ретроградно, лошо во општеството. Ние сме расчистили како опозиција, имало слабости во работењето на ВМРО ДПМН и нејзините влади, не се бега од тие слабости, меѓутоа тоа што новото раководство, тоа што ние го правиме како пратеничка група е силна борба против корупцијата и криминалот, во моментот како опозиционо дејствување, меѓутоа не бегаме како идни носители на власта тоа да го практикуваме и од позиција на власт. Ако тоа го направиме, тогаш сме на добрата страна. Вие сте тука нормално да ги коментирате сите процеси во иднина. Малку бев, се надам, малку поширок во мислата, меѓутоа за вакви теми корупција, криминал вреде да се истроши и минута повеќе и да допринесеме за борбата против овие лоши појави во општеството, кои го контаминираат, кои се секаде околу нас, кои го кочат развојот на Република Македонија. Благодарам. Благодарам, колега, за вашето